Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги, почитувани представници на медиумите. На почетокот би сакал да подсетам дека ова собрание со различно мнозинство два пати донесе одлука за свое распуштање. Во едната прилика 4 партии носеа одлука со изборниот законник, во другата ситуација 3 партии носеа одлука. Според нас проблем во оваа држава не е нити избирачкиот список, нити и така наречените фантомски гласачи, нити неподготвеноста на државата за избори. Единствен проблем кој што Република Македонија го има е катастрофално нискиот рейтинг на Социјалдемократскиот сојуз и нивниот страф, ве молам, и нивниот страф од соочување со граѓаните и давање на легитимитетот на граѓаните да одлучуваат како Република Македонија понатаму ќе се развива. Би сакал да потенцирам дека одлуката на Уставниот суд на Република Македонија не е во насока и во согласност со ставовите на претеничката група на ВМРО-ДПМН. Но ние мораме да покажеме различен пример и ќе почитуваме таа одлука, се со цел во следниот период да понудиме начин и излез од политичкиот хаос кој што го предизвика Социјалдемократскиот сојуз. Наша обврска е да не дозволиме Република Македонија и понатаму да биде вовлекувана во виуги и виулици на политички пресметки, недоразбирања и хаос. Наша обврска е како собрание да сториме се што е возможно да се вратиме на потеката на економски развој, отварање на работни места, отварање на нови фабрики, изградба на нови и големи инфраструктурни објекти. Затоа, почитувани колеги, ќе ве подсетам дека Државната изборна комисија во 2 наврати донесе своји одлуки. Првиот пат дека е спремна да спроведе регуларни и легитимни избори, вториот пат дека избирачкиот список во Република Македонија е прочистен. Паднаа во вода сите 10 годишни тврдења на опозицијата дека изборните порази на опозицијата се заради избирачкиот список. Тоа е неточно, тоа им е познато и јасно и на последните членови на Социјалдемократскиот сојуз. Но, без разлика колку и да е комплицирана состојбата после одлуката на Уставниот суд, со која што уште еднаш потенцирам не се согласуваме и е спротивна од нашите ставови, ние нема со нашите постапки да помогнеме на СДСМ да доведува државата и понатаму во хроничен и неизлечлив политички хаос, кој за жал предизвикува штети и во многу други сегменти од секојдневното живење. Благодарам.